Во Прилепската болница денеска се направи последната аналогна рентген снимка со сопствени средства во висина од над 9,3 милиони денари. Болницата набави еден од најсовремените дигитални тавански рентгенски системи со бежичен пренослив детектор. За да го користат овој апарат, пациентите од цела Македонија досега мораа за истото да плаќаат во приватните клиники. Прилеп станува прв од поголемите градски центри кај нас со комплетна дигитализирана рентген диагностика. Докторите се спремни за работа, така да тоа ќе биде едно големо леснување за нашата болница. Со такви рентген графии, да речеме панорама на цел орбит, цел екстремитет, до сега одеа во приватни болници. Меѓутоа во клиниките нема моментално така. Од денес Прилеп е можеби прв од поголемите болници надвор од скопските клиники, кај што рентген одделот е целосно дигитализиран. За нас значи многу, а за пациентите уште повеќе. Зошто? Затоа што новите рентген апарати подразбираат помали дози на радијација и на зрачење, подразбираат побрзо, поефикасно добивање на рентген графиите. Нивната резолуција квалитативно е далеку над старите аналогни графии. Со помош пак на општествено одговорна компанија се набави и првиот надвор од Скопје видео ЕЕГ кабинет за деца до 14 години со невролошки заболувања. Кабинетот е наменет за видео ЕЕГ, метода која што е златен стандард во современата детска неврологија. Ни овозможува во исто време регистрирање на електричната мозочна активност и видео запис од однесувањето или движењето на детето. За само 2 години Прилепската болница од еден од најголемите должници во јавното здравство стигна сама од сопствен буџет да купи неколку значајни и скапи апарати. Гоње општата болница Прилеп работи со сопствените средства, со сопствениот буџет, бидејќи сметаме дека секоја болница треба да биде одговорна за своето работење и да процени кои се потребите и на граѓаните и кои се техничките можности на болницата. И второ, морам да пофрам дека во сите мои доаѓања покрај опремата набавена од буџетот на болницата имаше донации од локални фирми во Прилеп. Клековски истакна и тоа дека 40% од рентген диагностиката во моментов била се уште аналогна и дека интенцијата ќе биде таа да се замени со вакви нови апарати.